Разговараме на тема симпозиум на фармацевтите. Во гости во утро се Билјана Божиновска и Джоана Андоновска. Добро утро и добре дојдовте во студиото на Македонија на утро. Добро утро. Ќе почнеме прво со Джоана. Сдруженијето одржува симпозиум овие денови. Тоа е проект кој што трае и ќе трае. Проект кој што ќе биде континуирана едукација. Па за што станува збор? Кои се основите на проектот? Најпрво јас би сакала да ве поздравам и да се заблагодарам за поканата во оваа емисија, да ги поздравам и гледачите. Најпрво би сакала да збориме малку за Сдруженијето, самото Сдружение и целите на тоа Сдружение. Сдруженијето на приватни аптеки, кое што брои 100 правни лица, околу 700 аптеки се вкупно членови. Целта е унифицирање на грижата, во чиј фокус е потребата на пациентот и неговото здравје. Да. Билјана може да... Може секако. Сдруженијето е во основа, значи правен субјект кој што постои тука за фармацевтите и аптеките, заради тоа што нас не треба сепак сдружение кој што ќе не обедини, бидејќи нашата цел е една и единствена на сите нас како фармацевти. И тука Джоана како председател на тоа сдружение и како организатор си на настанот Смарт фармацевт е нешто кое што ќе премине во континуирана едукација и едноставно нашите колеги ќе чувствуваат дека постои сдружение кое што ќе се бори за сите нивни права и едноставно препознавање на фармацевската грижа која што е во фокусот на нашето постоење како фармацевти. Јас би сакала малку да зборнам за тоа сдружение, затоа што би почнала од една дефиниција за сдружение, што е сдружение, нели тоа е една доброволна асоциација на лица кои имаат исти права, исти интереси, исти идеи. Ова сдружение е на приватни аптеки, кои што имаат исти интереси и исти идеи. Кои ни се стратешките цели? Некои од стратешките цели само ќе споменам, а тоа е унапредување на аптекарското работење, унапредување на фармацевската дејност, планирање, организација и спроведување на различни типови на стручни осовршувања преку различни типови на работилници, на конгреси, симпозиуми. Фармацевтот е здравствен работник кој има долго вечно или lifelong learning учење, континуирана едукација. Да. Понатаму да заштита на правата и интересите на нашите членки, а тоа се приватните аптеки, унапредување на достоинството и на угледот на фармацевската професија. Други цели ни се следење на здравствениот систем, здравствените политики и следење на улогата во тие здравствени политики и здравствен систем на фармацевтот, а со тоа и на аптеките. А тоа го постигнуваме и преку соработка со државните органи, државните институции, како што ни се битни за нас Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување, Малмет, Агенција за лекови, Фармацевска комора и така натаму. И сето тоа е со цел да сите заедно, сите приватни аптеки, бидејќи се соочуваме сите со исти проблеми во секојдневното работење, имаме исти потреби за нешто подобро, сите заедно да го дадеме со активно учество, да дадеме свој придонес и во решавање на проблемите и постигнување на нашите потреби за подобро. Да, практично целта и темата на овој симпозиум што се вика Смарт фармацевт е доближување на фармацевтот до пациентите, на оние кои што им е потребна услугата. Сега велите дека фармацевтот е во идеална позиција за вако нешто како најдостапниот здравствен работник. Дали навистина е најдостапен здравствен работник фармацевт? Така, секако фармацевтот е најдостапен здравствен работник и токму оваа позиција треба да ја искористиме само за да можеме да ја дадеме најправилната фармацевска грижа спрема нашите пациенти. Заради тоа постои симпозиумот Смарт фармацевт, каде што во едукација во 3 континуирани дена
ќе ги научиме фармацевтите и ќе ги усовршиме во она како она што го знаат и умеат да ги препознаат симптомите кај пациентите, соодветно да ја управуваат и менаџираат како хроничната, така и акутната терапија и во секој случај да направиме еден вид на унифицираност на нашата фармацевска грижа и услуга, затоа што пациентот без разлика во која аптека треба да влезе, значи треба да добие една унифицирана грижа која што ќе ја препозна и фармацевтот дека е токму таа фокусирана на неговото здравје и за неговото добро, меѓутоа и препознаена и од институциите и од системот. Заради тоа сметаме дека токму ваквите континуирани едукации, каде што на едно место ќе се споиме сите ние, заедно со матичните семејни лекари, ќе направиме еден вид на мултидисциплинарен пристап и соработка во интерес и фокус на доброто за пациентот. Едно подпрашање само, да, повелете? Само би ја дополнила едно резиме на она што го кажа Билјана. Значи, еве еден начин на континуирана едукација, а ова е тој симпозиум, кои ни се целите да имаме една структурирана и стандардизирана фармацевска грижа. Тоа што го спомна Билјана. Но од друга страна, и секогаш фокусот е на пациентот, најголемиот бенефит ќе го има пациентот според неговите потреби и неговото здравје секогаш е фокусот на фармацевската грижа. Но од друга страна бараме и законска регулатива, законски да биде имплементирана. Значи, битно ни е да го ставиме фокусот, односно да ја потенцираме улогата на фармацевтот во аптекарската здравствена заштита, како еден професионален здравствен работник и најдостапен здравствен работник во моментот, во спроведување на промоција на јавно здравје, превенција од болести и менаџирање на терапијата, што е многу битно. Подпрашањето беше сега и за двете, можеби прво Билјана нека одговори, што е со оние пациенти кои што се самите своји лекари, како тука реагира фармацевтот? Така, ние сме доаѓаат во аптека и не знаат што им треба, а знаат што им треба. Знам, секако сите ние како фармацевти секојдневно, не само фармацевтите, туку и докторите се соочуваме со пациенти кои што се само лекуваат, сами си одредуваат дозата, многу често сами ја променуваат без консултации, токму заради тоа ни е потребна ваква соработка за да можеме да преку еден тип на фармацевско досие или некој документ да направиме правилна комуникација меѓу нас како здравствени работници и на некој начин во доброто, значи за пациентот да направиме соодветна препорака. Ние често сме сведоци дека пациентите не ја подигнуваат хроничната терапија која што е препишана од лекарите, многу често ја променуваат дозата и верувајте дека токму како фармацевти можеме првенствено како да покажеме емпатија и разбирање спрема тој пациент, меѓутоа да ги објасниме сите последователни чекори и опасности кои што следат доколку пациентот не се придржува на препишаната и препорачена терапија. Прв симпозиум на тема аптекарска здравствена заштита или смарт фармацист или смарт фармацевт, поддржан и акредитиран од страна на фармацевската комора, закажан за 30 ноември 2023 од 15 до 20 часот во хотел Хилтон. Се вели во најавата, ветува дека ќе биде значаен собир за фармацевската заедница. Каква посета очекувате? Колку од вашите членки очекувате да бидат таму и да бидат сериозно заинтересирани за тоа што ќе се случува? Заинтересираноста е голема. Нашите колеги го препознаја овој проект Смарт фармацевт и овој симпозиум аптекарска здравствена заштита. Очекуваме самиот симпозиум е поделен во два модули, модул 1 и модул 2. Првиот настан ќе биде во хотел Хилтон на 30 11 сега во четврток. Почнува во 15 часот. Тука очекуваме посетеност некаде од 150 учесници, од кои најголем дел се фармацевти и аптекари, меѓутоа поканети се и гости од институциите и од Министерство за здравство и од фармацевски факултет, комора и така натаму. А потоа в наредните веќе 2 дена предвидени се работилници, тоа е модул 2, дводневни работилници кои ќе се одржат во амфитеатарот во Реплек,
каде Реплек ни е и главен покровител на ова проект Smart Pharmaceut, тогаш веќе имаме Train the Trainers, односно обука на фармацевтите за понатаму и тие да ја го пренесат тоа знаење што ќе го стекнат на останатите фармацевти и ова ќе трае. Затоа велиме ова е не за џабе, реков, името е прв симпозиум. Ова продолжува, не застануваме тука. Значи, веќе имаме договорено и за наредната година, уште 2 симпозиуми, едниот ќе биде во април, во април, вториот ќе биде во ноември. И проектот е признат и спроведен во многу развиени земји, оценете како многу добар проект, дава едно повисоко ниво на фармацевска грижа и мотото е Learn today, apply tomorrow. Значи не дојдовме, видовме и сега ќе си одиме дома, разбравме, него не, ова продолжува во континуитет и за наредниот веќе симпозиум мораме да испорачаме одредени резултати. Кога ги очекувате првите вистински резултати од она што ќе се случува на првиот симпозиум? Знаете што, ние резултатите од колегите фармацевти кои што ја работат својата работа имаме, меѓутоа ова ќе даде едно повисоко ниво затоа што се она што работиме ние немаме каде да го евидентираме. Значи фармацевската грижа со овој проект Smart Pharmaceut ќе биде евидентирана за да можеме на некој начин да покажеме колку е важен фармацевтот и во превенцијата и во менаџирањето на терапијата, затоа што тоа ќе значи заштеда и на домашниот буџет кај пациентите, меѓутоа заштеда и на државниот здравствен буџет, бидејќи се она кое што фармацевтот правилно ќе го посоветува и ќе даде правилни насоки, верувајте дека мора да го запише преку овој проект и на некој начин понатаму да се истото валоризира. Веруваме дека резултати ќе имаме, затоа што колегите се, верувајте, како и ние, прилично онака позитивно расположени, верувам дека се она што ќе го научиме на овој смарт симпозиум ќе го примениме веднаш следниот ден и навистина ќе имаме впечатливи резултати. Билјана Божиновска, Джоана Андоновска на тема прв симпозиум на аптекарска здравствена заштита или Smart Pharmaceut. Благодариме што утро бевте гостинки во емисијата Македонија наутро. Повторно се гледаме со следните симпозиуми.